се во парламентот на Република Македонија. Постапија идиотски ги крана нивните плати за 78% не водејќи рачун за ниската класа, односно за нас сиромасите долу. Второ, представникот на пензионерите што е пратеник во сегашната власт не покуша да поднеси амандман за враќање на платите пред одлуката на Уставниот суд. Значи да се вратат платите онакви какви што беа. Ние овде сите, што сме во име зборувам јас и во сите наследните избори, воколку било еден пратеник од сегашниот состав, без разлика на која партија припаѓаат, не заслужуваат глас. Затоа што во крадењето сите еднакво учествуваат. Ниеден не покуша да предложи амандман или да се прифати да се укинет одлуката на Уставниот суд. На крајот им посакувам здравје на сите овие сиромаси, а на богатите, на оние што имаат големи пензии, поќе да користат лекарства. Фала ви на... Ајде, господица, да ја почекам. Ви благодарам за вниманието. Ги поздравувам сите присутни. Само да ви кажам дека не сме толку, него сме многу повеќе. И од тие соображенија ние се ето зедовме слобода, влеговме дури јас ето. Прв пат доаѓам овде, да ви кажем право. Неколку години сум пензионер. Прв пат се качив горе, прв пат седнам на столот во пензионерско. По професија бев, да не важи дека то, сообраќајни инженер сум, работев долги години и во Македонија пат, и во Застава имам пред тоа работено. Значи вкупно имам 43,5 години работен стаж. Тоа се години за почитување кон себе, прво и пред себе, и во однос на овие луѓе кои што немале таква можност, толку стаж да имат, за ними сакам да кажам. Имате овде луѓе кои што земе, да ви кажам право, денеска го поставих прашање на тие од раководството горе, му дам, вие како представник на Сдруженијево наше, колку земате на доместо? Заш го прашаја другите како е тоа регулирано сето тоа, тој го каже, јас на сето тоа прашам, колку? Па викат 11.000 на доместо. Јас му едам долу имат луѓе кои што 11.000 пензијата. Мојте да замислите колку е тоа разлика голема. И на сето згора, тоа го чувствуват како обврска, но кон себе, не кон нас. Затоа што ево јас ги поканив господата да дојдат, не дојдеа. Абе, вие слезете долу со народот, наши представници, ако сте, повелете, кажете нешто, дали сте со нас, ама чекајте, ние ми објаснуваме. Абе, нема потреба веќе од објаснување. Дојдени сме до врвот, до нештата кои што бодат. Види, во основа ние, во секој случај, цел живот сум се борел за оние што имаат најмалку да земат поќе. Тоа е добра работа, тоа е хумана работа. Не е лично ништо, затоа што тој мене не ми земат. Го земат она што го спечалил, а со помош наша да му возможиме да земи нешто повеќе. Тоа е сета математика. Никаква политика, што рече тој, сите сме негде политички организирани. Тоа нема врска со ова, затоа што удира по джебот на луѓево. Она истиот гласач, овие сиве се гласачи. Партиите тие ги оформуваат, ги гласат. С партиите, кој да биде на вас, кој да биде. 6 години чекаме СДС да се свести, да му го врати достоинството на македонскиот народ и Македонија. Тие се подолу. Го поздравувам господинот од Струмичко. Тој предходниот премиер. Што допринесе за Македонија и за македонци? Не бега, хајде се. Второ, овој новиот Ковачевски уште поголем удар изврши врз пензионерите. Така е. Видите, не е тоа може би злонамерно, не сакал човекот, ама тој е доктор на наукиве, требаше да се инволвира во законот, да види што се случува, што кому дават. Ќе го поздравим председател на држава, Пендаровски. Си зеде 70 и колку посто покачување на платата и чути сега. Ако му помине редот кој ќе осменат, а никој не е вечер, тогаш ќе почне преку овие, преку оние. Затоа единствени да видиме во барањето, што го кажа Киве, да не се повторуваме. Бараме сите зголемувања да бидат линеарни, затоа што секој, што рече господинов, лебот за секого истиот. И оне од Житолев, и оне дома што се меси, е скап.
Ви благодарам за Кој внимание. е исти од лепшо го јадиме ние. Ево, повеќе. За премиерот е маслото како што е и за нас. А нас ни се 10-15 Нема проблем. белешките струјата нас ни е 5.000 и 10.000 на нив му е, може и неа ни плаќа. Може неа ни плаќа. Некој има кола вози, некој нема кола, не вози. Тие покотели, зошто? Нека ни ги дај тој министрите и премиерот. Нека ни ги дат нивните плати и покачувања, да видиме еден месец рај Божи и ние, како тие, а ние ќе му ги дајме нашите. Па да видиме дали ќе просперира со 10 и 15.000, ете и 17 нека се. До каде ќе стигнат? До нигде. Струја, вода, телевизија, телефон, порез, за едно, за друго, за трето, јадење, апчина, лекарства, апчина, па ќе појдиш да те сниме. Не работи апаратот 2000 денари ќе даеш за то. Кај се парите со 15.000 мајко му? Со 15.000. Ова што го зборвиме по некој што се партиски организирани и врегет на Фейсбук и пред прошлиот пат многу навреди на Дадоја, никој не е партиски организиран. Овдека идеме за трудот наш, што јас имам 42 години стаж, а само 36 ми се платени. И што почнав јас со 11.000 пензија почнав. 11.000. Што одев приватно, а во Отекс 5 години стаж ни е скратен. Отекс уште работи. Не е ни под стечај, ни под ликвидација Отекс. 10 души земе оттамо пари. Стажот ни го немат, 10 плати ни немат. Опремнини ни немат. Кај се тие? Исти ли што се сега, приватизацијата е удрија, не скина ја нас народот. Не пратија на питачки стап. Браво, Ѓоцки, браво, Ѓоцки, ајде. Чекај. Полека до на месец. По телевизија слушаме дека се фали владава покачувањето на пензионерите во нивно владење било 35, 40 и не знам колку посто. Кај се тие пари? А колку е направен левот на времето беше 10 денари, сега е 40 денари. Колку е то? 400 на лебот, не е кило. Не е само левот, него многу артикли. За све е поскапување големо, а тие се фалат со ништо покачување. А комуналиите кои се? Кои се комуналиите? Само Се се на покачување, се е покачено. Први до први. Од први до први. Ојдов да ја земам Сабајлево пред да дојдам на Штрајков. Пензија јас имам околу 13.045 денари. Одбитоци имам, кредити имам. А двајцата со момчето, едно синче имам, детето не ми работи. Не можеме да издржиме од крај до крај. Тешка ситуација, со притисоци, со болести, со не знам какви, шарлатани, така наречено, веќе овде. Неиздржливо е многу. Име Тешко, презиме само? влажеска вера.